Добра. Најнапред добар ден на сите. Драго ми е за иницијативата на ваков вид на трибина, затоа што многу малку младите имаат простор каде да ги кажат своите заложби, мислења, идеи, ставови, а често слушаме дека се помалку младите се вклучуваат конкретно во активност, во политичкиот живот, и општо во граѓанските активности. На локално ниво знаеме исто така колку е вклученоста на младите. Со Бојан заедно бевме дел од работна група која работеше на закон за младенско учество и младенски политики, но гледаме дека реализацијата можеби на национално ниво започна, но на локално ниво се уште таа реализација и имплементација целосна на законот се одвива многу бавно, многу споро. Можеби да, и на национално ниво имаме повеќе активности кои што ги интегрираат младите или каде што младите можат да имаат места за социјална инклузија, но на локално ниво, иако има одредени организации кои што делуваат, се уште локалните власти, барем мојот впечаток е дека не доволно прават за да ги задржат младите во рамки на нивната општина. Во изборната единица од која што доаѓам, изборна единица 1, каде што е општина Центар, од неодамно, но уште пред неколку години беше отворена за прв пат младинска канцеларија и тоа беше како нешто вау што почна да функционира во рамки на општината, каде што младите ќе имаат простор каде можат да држат не само обуки и дебати, туку и да можат да прават тимбилдинг и најразлични места, најразлични активности за социјална инклузија, но во другите општини тие канцеларии исто така за таја. Имаше обид да се формира и младенска канцеларија во Битола, можеби подоцна Александар ќе може повеќе да ни каже за тоа. Но и важно е во овој мандат да обезбедите како идни лица кои што ќе бидат дел од локалната власт, да обезбедите функционирање на локалните младински совети, меѓутоа тие да действуваат независно од локалната самоуправа и да генерираат навистина младински политики и младински прашања. Јас не би должела многу како модератор и повеќе сакам да слушнам од вас, бидејќи сите сте млади лица кои што се наоѓате на листите и кои што имате визија за тоа како треба да изгледаат вашите општини. Би му дала најпрво збор на Мартин Каровски. Он доаѓа од една специфична област, каде што може да ни каже повеќе како он ја гледа визијата за младите и нивната вклученост во неговата општина. Мартин, повели. Дали е Мартин вклучен? Мислам последно дека што добив информација дека има некои приватни причини нема да може да се вклучи. Аха, добро, во ред. Така што нема, ако стигне малце подоцна, имал мало собраќајна несреќа, прес како што дознав, така што надам дека е добар и дека ќе биде добра. Така што ако успее да се вклучи, ќе се вклучи малце подоцна. Добро, тогаш ќе дадам збор на Теодора Димитровска. Теодора е и наш најмлад кандидат за градоначалничка, која што имаш и мало така искуство во тоа како младите се третираат како кандидати. Верувај дека истото јас сум го поменувала, бидејќи јас бев еден од помладите кандидати за пратеници и знам колку место добиваме и како не третираат, но Ива, сакам ти да го споделиш твоето искуство со сите учесници тука, но и да кажеш малку повеќе како ти ја гледаш визијата на младите во твојата општина и кои идеи ги имаш во однос на тоа што младите би правеле доколку ја добиеш довербата од граѓаните, зашто младите се еден сегмент од граѓаните, но многу важен во секоја општина. Повели. Добар ден на сите. Фала Моника за прекрасниот увод и драго ми е што сум меѓу своите конечно. Еве сега се вративме од една активност, ни видна маички денеска, молевме да не пуштат во автобуси за да се сликаме. Не ни го дозволија тоа, па моравме герила да правиме и да кажеме дека рекламираме мајци, а не дека се сликаме за кампања. Јас се соочувам со огромен предизвик, тоа морам да го признам. Кандидатите други се коректни со мене, но еве го испровоцирав да кажам на некој начин актуелниот градоначалник за да признае дека уствари не верува во младите. Он тоа го покаже и последната дебата кога ми кажа дека не може некој да се кандидира за градоначалник ако се уште не си ги платил сметките од дома.
Така да тоа ми беше и целта за да го извлечам тоа вистински од него дека не веруваат во младите, тоа го мислат и сите, мислам, од кандидатите, затоа што ни еден од нив нема ставено носител на листа млад човек, ниту во првите добитни места не се ставени млади. Значи младите се некаде на крај за да покриваат некоја бројка. Можам да кажам дека сите генерално во Куманово не се спремни за тоа, значи Куманово е град, може би дури и повеќе постарите препознаваат дека им фали младинска енергија, младински дух, нови политики за разлика од постарите кои што не за разлика од младите кои што викаат и слушав некој интервју, не може некој да се кандидира уште нема 40 години. Значи тоа законот не го кажува дали за градоначалник треба да имаш 40 години плюс минус. Така да младите не се и тука некако разделени се многу. Во Куманово е критична ситуацијата со оглед на тоа што нели се раздели едно големо крило на СДСМ и еве и денес имаме актуелно нешто со бомби, кој купува гласови и како, и тоа ние сега плюсново и мораме да се избориме над тоа. Но јас како млад човек препознавам дека се исплашени многу младите, затоа што генерално се искористувани секогаш пред кампања и гледам дека единствено што работат во текот на кампањата е дека они делат флаери, а дека не ги вклучуваат во ништо. Јас кога им поставив прашање на моите против кандидати зошто не ги поставивте младите на клучните позиции, не добив одговор, туку добив напад за тоа дека во Куманово е отворен првиот младински центар. Тоа не е вистина, постои нешто кое што не е отворено, нема спроведено ниту една активност, туку се планира 4 години и еве сега планираат, мислам дека оваа последна недела да го пуштат. Локалниот младински совет исто така не постои во Куманово, затоа што статутот на општината не е сменет и јас тоа неколку пати го потенцирав, со што исто добив критика дека зошто го потенцираш тоа толку гласно. Да, пошто е важно затоа што локалните младински совети иницираат политики во самите совети на општините. Така да тоа е исклучително значено за нас. Ние во нашата програма предвидовме мерки за млади, ако многу ми замеруваат зашто зборувам највише за млади, затоа што мислам дека директно сме погодени како категорија на граѓани и ние најмалку се слушаме. Значи на сите други проблемите побрзо се решаваат, а нас не оставаат само да си ги фатиме пасушите и куферите и да си заминеме од државата. Така да нашата визија е да пробаме младите да ги задржиме во Куманово, највеќе што можеме, најпрвен со отварање еве на мултифункционални канцеларии, кои што ќе се прилагодуваат, но највеќе се планирани како канцеларии за млади во кои што ќе може да се спроведуваат различни активности и обуки за млади. Прво што треба да се направи нели да профункционира локалниот младински совет, младинскиот центар да се отвори, бизнис хабовите кои што се зборат за млади не се отворени, значи не постојат, генерално се манипулира со јавното мислење дека све за млади е супер тука кога ништо не се прави. Имам информација дека 2000 за 4 години се околу 3-4 евра само се предвидени за млади од буџетот, што е многу малку. Така да ние во нашата програма предвидуваме поставување на посебна ставка буџет за млади во рамките на буџетот на општината, се со цел повеќе пари да поминуваат за млади и повеќе активности да бидат спроведени. Исто така Куманово е град кој многу малку соработува со невладини организации, значи имаме само 2 невладини организации кои не спроведуваат ниту една активност, за разлика и од Скопје што можам да направам паралела. Навистина многу повеќе се активни во граѓанскиот сектор младите, за разлика во Куманово тие се целосно апатични и многу се исплашени. Еве јас кога ги терам да се сликаме за некоја активност, задолжително ми е да ги блорирам фаците затоа што утре ден некој ќе им се јави и ќе им врши притисок или на нивните дома. Затоа ние мораме како млади да ги надминеме тие пречки кои што ни стојат на патот и еве јас како млад човек кој што се соочи со непријатна ситуација бев директно исклучена од гостување во емисија во која што имаше наредниот ден место за 6 кандидати, само за мене немаше. И во текот на оваа недела ќе поднесам и представка. Мислам дека не треба да очекуваме и треба баш од нас младите зависи токму таа сила и тие промени кои што треба да дојдат. Затоа јас и со младите кои ќе се видам ги поттикнувам и зборам дека доколку сме исплашени, доколку молчиме, тогаш ќе бидеме манипулирани. Доколку сите заедно излеземе и креираме нешто повеќе за градот, тогаш можеби градот ќе биде вистински младински град. Сега само градот преживува, а не живее како што треба. Благодарам, Теодора. Добро се лоцирани проблематиките. Точно мислам дека тоа се проблематики со кои што се соочуваат генерално младите во секоја локална самоуправа, не само во Куманово. Те поддржувам за представката, затоа што стварно местото на младите во медиумскиот простор е многу незначително, да кажам, затоа што
секогаш е поинтересно да се викне некој кој што ќе прави драма, ќе се препукува меѓу себе, него некој што ќе има конкретно што да понуди и ќе даде конкретни решенија и ќе дискутира елоквентно на темите. Сега би дала збор на Теодора Крстевска. Теодора, ќе те замолам и да се представиш, затоа што имаш така едно специфично, јас прв пат гледам млад човек кој што има студирано во оваа област, не знам дека се уште има интерес за ваквите области. И да ни кажеш твојата визија за младите во рамки на градот Скопје, твоите идеи, предлози и слично. Повели. Благодарам, Моника. Јас сум магистар по правни науки. Сега темата на која што работев е една тема што во Македонија до сега се нема работено никогаш. Прва бев што магистрирав на таа тема, тоа е Европско право за нуклеарна енергија и заштита на живот на стедено од ионизирачка радиација. И кога ќе го кажам ова, си да се чудат што е тоа и зашто и зошто баш тоа. Тоа е една многу важна тема. Иако директно ние немаме нуклеарни централи, не користиме нуклеарна енергија, во радиус од 1000 километри имаме 13 нуклеарни централи и работата на правниците да ги внимаваат тие стандарди, протоколи, безбедност, така до кратки црти тоа е. Сега јас сум кандидат за советник на листата на град Скопје. Имам 27 години и претходно никогаш не сум се занимавала со политика, сум била граѓански активист, но директно во политика не сум била вклучена. Сега кога објавив дека ќе бидам втора на листа, првите коментари што ги добив беа: а што бараш ти во политика? Ќе ти изадат ајкулите. Зашто да се мешаш во политика, не ти треба тоа. Нели гледаш едните исти се вртат цело време, што се мешаш, што се прљаш. Мојот одговор на тие коментари беше: ако идеме со тој став, што се мешаш, што се прљаш, млада си, оваа држава ќе биде таму каде што е веќе 30 години. И нема буквално ништо да се промени, нема да мрднеме напред во никој случај. Баш затоа што сме млади и баш затоа што немаме никаква политичка позадина, чисти сме, не сме извалкани, немаме, на никого не должиме ништо и влагаме со една чиста идеја, со желба да промениме, баш токму затоа треба да ни се даде шанса и да ни се даде поддршка. Ние немаме што да изгубиме, цел живот е пред нас. И ние сме тие што ја носиме иднината. Ние сме тие што тука треба да останеме, ние сме тие што тука треба семејство да градиме, деца да растеме. Значи, во нас е иднината и на Скопје и на Македонија, без разлика нели кој за која општина. Ние сме тие што треба да направиме промена за нас да ни биде убаво, но и на идните генерации, затоа што тоа што до сега го гледаме очигледно не функционира. Сега тоа што јас ќе се залагам, ако нели ја добиам поддршката од граѓаните, ако сватат дека сум доволно силна и спремна да се борам со ајкулите, првото што ќе го бараме да се формира еден младински совет во Советот на град Скопје, каде што ќе членуваат млади советници, се надевам ќе има повеќе, и каде што ќе можат младите буквално еднаш неделно, 2 пати во месецот, не е битно, да дојдат и да имаат на кого да кажат што сакаат да видат во Скопје. Каква промена сакаат да видат, што им фали, што им треба, што им смета, што сакаат да променат, можеби ќе имат некоја идеја, некој проект, ама да има на кого да се обратат, затоа што е многу полесно кога млад комуницира со млад. Ја нема таа генерацијска бариера, има друг е односот на комуникација и друго е разбирањето. Јас ќе се залагам, прво што ќе се заложам е тоа, младински совет. Следно што сакам да видам во Скопје е повеќе младински културни центри. Ноќниот живот и воопшто културниот живот во Скопје е моментално тешка катастрофа. Театрите гледаме протекуваат кробови, театарски представи нема. Значи, надвор од пандемијата и короната, што нели силом прилике ги ограничи тие настани, културниот живот кај нас е на едно многу ниско ниво. Сега кога би видела повеќе културни настани, повеќе едукативни центри, концерти, театри, изложби и поддршка на младите артисти, тогаш мислам дека ќе направиме некаква промена.
Доколку градот овозможи субвенции за младите артисти, кај што ќе им помагаат на сите, без разлика дали е уметник, дали е актер, дали е музичар, да им помогне градот на некаков начин да се промовираат, тогаш културниот живот во Скопје ќе се крене на едно друго ниво. Исто така, тука се јавува и проблемот со младите кои што се од социјално загрозени семејства. Не сите имаат шанса да платат билет за во кино или за во театар или за на концерт, и не сите имаат шанса да идат на некои курсеви кај што ќе можат културно да се издигнат или да се едуцираат. Доколку градот има буџет или некаков фонд кој што ќе им помага на младите, кој што ќе им дава субвенциите за билети, за курсеви или за било што, тогаш ќе има поголем број на млади што иако не можат да си го дозволат, пак имаат шанса да учествуваат и утре ден да направат нешто повеќе од себе. Третата работа, која што ми е многу битна и за која што зборевме на една трибина, мислам дека беше по повод 8 март годинава, тоа е менструалната правда. Девојчињата во средните па и во основните училишта прво немаат соодветни тоалети каде што ќе можат да се одржуваат таа менструална хигиена на ниво. Ќе барам да се обезбедат буквално во сите училишта, во сите општини, во сите населби нормални тоалети каде што девојчињата, тоа не е, мислам дека е небулозно да збориме за ваков проблем во 21 век, а се случува. Сите сме биле во школа, сите знаеме на што лечат тоалетите во училиштата. Втора работа, гледам дека се повеќе сегде низ Европа посебно, во училиштата се обезбедуваат влошки, улошки, мислам сапунчиња, такви ствари, што ќе им бидат достапни на девојчињата во секој момент. Пошто, нели, се дешава природа, да имаат тука, да им биде при рака. Третата работа што особено многу ме загрижи, што слушнав и тогаш на трибината, е дека 15% од девојчињата низ Македонија немаат доволно финансиски средства да си купат хигиенски влошки и користат хартии, тоалетна хартија, весници и крпчиња. Што е жално и трагично да се случува сега. Исто проценти што ме загрижија беа дека 70% од девојчињата во урбаните средини таа недела не одат воопшто во школа, затоа што немаат услови, а 90% од руралните средини исто така по една недела не идат во школа девојчињата. Тоа што јас ќе барам, ево, да се издвојат средства од училиштата и да на девојчињата дали на месечно, дали на годишно ниво, да им се доделуваат пакет со хигиенски производи. Така секој девојче ќе има шанса, ќе има, мислам, тоа не е ни шанса, тоа се основни средства за, не знам, за хигиена. Тоа е прашање што е од сензитивно, кај нас се уште табу, срамота е да се збори за тоа, ама е нешто на кое што мора да работи. И тоа се моите 3 први приоритетни работи на кои што ќе се посветам. Ти благодарам, Тодора. Стварно интересни и корисни информации, многу малку кои навистина му е во фокус на интересот тоа што сега го говореше, некако како да е скроз менструалната правда изоставена и никој како да не говори за ова. Ние немаме само проблем со тоалетите во училиштата, туку и на јавни површини, затоа што нигде во градот немаме обезбедени јавни тоалети кои што може да, нели, човек да оди да изврши својата физиолошка потреба. Во однос на фондот за млади за билети, и бидејќи ја знам програмата на Теодора, Теодора веќе го имаше исто тоа детектирано како проблем во Куманово и го има предвидено во својата програма. А во делот на уметноста, затоа што свирам виолина и знам колку било тешко кога да најдеме простор, дури проба каде да направиме, ако тоа не било музичкото школо. Можеби стварно градските власти треба да размислуваат оно Ибни Пајко кој што го направија, да го пренаменат во некој парк на уметноста, каде што како во Виена на отворено, кога се добри временските услови, ќе може да вршиме проби или уметниците да отворат, артистите да имаат изведби и слично.
Бојан, како следен говорник и човек кој што има многу искуство во младенската област, го водеше Националниот младенски совет, кој што сега се води како еден вид на чадор организација согласно новиот закон, но и долго време во подмладокот на демократската обнова на Македонија. Беше советник во општината, се бориш за втор мандат, да ни ги споделиш твоите искуства прво како советник, како млад човек може да се бори внатре во општината со иницијативи, затоа што ние имаме и сега многу советници, меѓутоа не многу борбени советници кои што продуцираат идеи. Првин твоето искуство како е да се биде дел од општината и твојата визија за понатаму. Фала Моника, здраво на сите. Прво да ви се заблагодарам што дојдовте вака од времето за да бидете со младите. Не дека не е тоа некоја честа можност кај што можеме вака да си поразговараме за младински работи, уште поважно за младински политики, а уште помалце да се одвојува време кога треба се зборува за млади кандидати. Веќе имавме и примери кај што за младите кандидати нема ни место во некој телевизија. Најпрво сакам пред да почнам да уште еднаш да ви се извинам од името на Мартин Каровски, на добар, сега се слушавме, мала собраќајна несреќа. За жал не може сега да се приклучи, но се приклучува на денешните теренски активности во Штип, каде што очекуваме навистина одличен резултат. Колегите што се тука, јас сум сигурен дека ќе бидат идни советници во општините каде што се кандидати. Ова се млади луѓе со големо искуство и експертизи, млади луѓе кои што се познати во своите локални заедници, прво во своите мала, меѓу своите другари, а после во своите општини и градови. Движењето Одлучно за промени докажа дека се дава можност и доверба на младите луѓе. Имаме најмладата кандидатка за градоначалничка во Македонија, за таа истата што немаше столча. Следен пат ја најавувам тука дека ќе донесеме сами столчи на телевизиите или ќе седиме пред телевизиите, доколку нема место за дебата. Мене ми уште потажно што ниту еден млад човек советник не се или советниците не се повика на нека дебата во некој јавен медиум, каде што да се докаже дека советниците не се само декор. Ние во нашето излагање како движење кажавме дека советниците ќе бидат чувари на општината. Баравме можност да докажеме зошто ќе бидат чувари и дека овие млади луѓе не мора сами вака да се организираат, дека ни треба можност и шанса да кажеме што имаме и во јавност и граѓаните да имаат визија за нас и да не сметаат дека сме само имења и презимења на листите. Затоа што движењето го докажа дека младите не се тоа, дека младите не се лепачи плакати. Ние немаме ни плакати. Немаме ни пари за плакати, а нема ни да трошиме пари за плакати, прво што по идеологија сите сме зелени и сите сме либерали, си ги почитуваме тие вредности. Така што навистина уште еднаш голема благодарност за целото движење, до сите по-возрастни колеги што ќе бидат доказ на следните избори, на избориве сега во недела, дека спојот на енергија, младост и искуство ќе биде добитна комбинација за граѓаните. 4 години бев советник во советот на општина Ѓорче Петров, што за млад човек е прво едно големо искуство. Ја влегов член на совет, можеби најмладиот во општината, може еден од помладите во држава на 25 години. За мојата борба и што работев се внатре информирав редовно преку разни начини, таму каде што ми беше овозможено јавно, таму каде што не ми беше овозможено, сам се овозможував. Искуството е големо, но желбата за допринос сега уште поголема. И сега затоа сакам да кажам дека сега овој пат не идеме еден човек помеѓу 23 е малца, двајца помеѓу 23 се малца, но сега ќе бидеме 5 или 6 помеѓу 23, 7, можеби 10. И тоа ќе бидат новите советници кои што ќе водат работењето на општина Ѓорче Петров. Тоа го знаат сите. Така што мислам дека тука граѓаните не треба да се двоумат во целата експертиза што носат сите млади луѓе, не само во Ѓорче, тука и во цела Македонија. На листата во Ѓорче јас сум горд што најпрво мора да кажам дека имаме 60% жени на самата листа, една од ретките листи со 60% на жени на листата. Работевме многу на тоа, не кевме само да го пополнуваме она законска обврска дека мора жени да бидат на листата, не само дека не е дека мора. Не имаме пословни квалитетни жени кои што заслужуваат да бидат на листата, жени докажани во општина Ѓорче Петров и жени кои се квалитетни и кои што се на листата, значи имаме листа со 60% на жени. Млади носители на листата, значи јас сум како носител и мојата колешка Симона која што е втора на листата, во првите 5 имаме уште еден млад човек, значи од први 5 на листата тројца се млади, а на самата листа имаме рече се 50% на млади луѓе. Така што уште еднаш мислам дека
се оправдува оној разговор, оној примат што го добива движење, дека ова движење ја даде целосна доверба на младите луѓе, дека вложи во младите луѓе, им се даде шанса на младите луѓе да придонесат во своите општини. Во програмата за општина Ѓорче Петров не можеше да не бидат младите луѓе, не само што го водев Националниот младински совет на Македонија еден мандат, тоа е едно друго искуство, гледиште на младинските проблеми од една друга страна. Заедно со Моника работевме и во многу работни групи и на многу закони, но се до моментот додека законите не до момент на имплементација, каде што се закочуваше целата работа, каде што изговорите беа дека се потребни финансии, логистика и се, но мислам дека беше потребна само почитување на самите законски прописи кои што беа донесени. Дека младите знаат што им е потребно, дека знаат да се здружат кога им е потребно, докажавме и при носење на првиот закон за млади. За жал го донесовме после од 2020 година, мислам дека така беше, кога е доцна за една држава да има еден прв закон за млади, кај што се утврдува сите насоки и организација на младинските организации, целото движење како да има еден правен субјект, што е тоа совет, што е тоа национален младински совет, што е тоа локален младински совет. Многу е важно младите да ги запознаеме ние како млади кандидати дека сега ги штити законот. За сите општини е задолжително да имаат младински службеник, за сите општини е задолжително да имаат буџет за млади, за сите општини е задолжително да имаат канцеларија за млади, и тоа го пропишува законот, него измисливме ние, законот мора да се почитува ако сакаме да бидеме едно општество кое што се грижи за вклучувањето на младите луѓе. Во Ѓорче, во самата програма нема да објаснувам, нема да презентирам, не дека не можам сега, туку дека вечер имам во 19 часот голем настан во Ѓорче Петров. Веќе искористам можноста да ве поканам сите. Напишав пред некој ден дека не ни се приоритет младите, но целата програма не е за младите луѓе, зашто и делот за зелена економија, зелен економски развој на општината, социјална еднаквост, посебниот дел за млади, делот за вело општина, Ѓорче прва зелена општина, целата обемна програма опфаќа, речиси секој сегмент е и за младите директно луѓе. Две посебни работи што сакам да ги кажам, ние посветивме два специјални делови за млади, посебни ги крстивме само за млади, едниот е младинско движење и образование. Таму се сите оние мерки, проекти за поддршка директно во образовниот процес на младите, развој на волонтеризмот, оформување на академии и разни образовни инстанции во самата општина. И другиот дел, каде што е локалниот младински план, кој што е целиот дел за младински политики. Мислам дека можеби сме, ајде не речем, можеби први во држава што директно има посебен план за младински политики, го нарековме локален младински план, каде што таму се опфатени независен и самостоен локален младински совет, транспарентна и отворена локална стратегија за млади и акцијски план, нешто што е многу важно. Без стратегија не можеме да правиме развој на една општина, посебно не во делот за млади. Канцеларија за млади, младински центар, службеник за млади, буџет за млади, редовни консултативни средби со млади и за млади, волонтерски сервис за млади и бесплатни општински простори за млади. Волонтеризмот е во посебен дел го имаме опфатено во делот за образование, затоа што сметаме дека е многу важен за развојот на сите млади. Сите млади треба да волонтираат и така и сами се надоградуваат и си добиваат некои други вештини и знаења што им помагаат понатаму во развој на кариерата. Но во делот за транспарентна и отворена локална младинска стратегија, што е многу важно, општината мора да има таа, затоа јас ве охрабрувам сите тоа, како идни советници, знам дека ќе бидете идни советници, во општината да го барате тоа и да се борите за една отворена и транспарентна стратегија. Стратегија не е едно, ние три листа хартија што ќе ги напишат дел што се за млади. Збориме за обемна една стратегија што е за наредните 4 години за развој и насоки за младинското организирање во општината. И стратегија за вклучување на сите млади во општината во процесите на креирање на политики и одлуки, за тоа е локалниот младински совет кој што мора да биде независен и транспарентен, каде што младите на отворен повик би се пријавувале, а не тоа да биде само еден собир на партиски активисти на одредена политичка партија што моментално на власт во општините. Има еден дел посебни бесплатни општински простори за млади, ние имаме многу месни заедници, секаде има месни заедници кои што стојат празни, општината плаќа и струја и вода за тие, тоа редовно сидат сметките, стојат празни, буквално не се користат за ништо.
Дел од нив ќе ги дадеме на граѓанските организации на територија на општина Ѓорче Петров, дел од нив ќе ги користат младите бендови, младите бендови, младите групи кои што функционираат на територија на општина Ѓорче Петров. Ќе ги отвориме салите. Салите мора да бидат бесплатни и отворени за младите. Така што ја вака на кратко се обидов да дадам на кратко, не знам колку на кратко, вака може да отидам малце повеќе. Да дадам еден сублимат на она што го работиме во Ѓорче Петров. За другите само еве од тука ќе ја пренесам пораката. Младите луѓе од движењето Одлучи за промени ќе бидат новите советници во општините, ќе ги водат советите на општините. Некој од тука може ќе биде и претседател на совет. Многу млади луѓе ќе влезат во советите, така што ве охрабрувам што овие 3 дена со што повеќе млади да разговарате. Младите треба да знаат дека има млади луѓе во нивните општини што се борат за нив и за нивните права во општината а на повозрастните да ги поздравите и да им пренесете дека младите не се апатични, дека младите ќе изберат и знаат за кого ќе гласаат на овие избори. Фала ви. Благодарам, Бојан. Следен говорник Александар Стојановски. Александар, повеќе да ни кажеш за младите во Битола. Битола беше едно време символ на Џагорот и нели Курзото и сето тоа, но никако како полека да замери како младите се повеќе да не се пронаоѓаат таму. Кои се причините и кои се твоите идеи, заложби како дел од ова движење кој би ги представувал во Советот? Фала ти, Моника, за најавата. Дечки, супер иницијативата вака да организираме на панел дискусија каде што ќе можеме пред се да си ги размениме нашите ставови, мислења, пошто сите доаѓаме од различни општини, ги знаеме реално проблемите на младите луѓе во секоја општина и сметам дека ваквиот начин на комуникација е неопходен. Значи не е битен, туку е неопходен, мора да се имплементира многу посериозно тоа што е досега. Да, Моника, значи Битола беше за жал препознатлива по младинскиот живот, по креирањето на тие некои младински политики, не само формални, туку и неформални, преку најразлични дружења, преку најразлични младински културни настани, преку цела година. Но за жал во последните години сме сведоци дека некако тој младински живот кој што го имавме, некако полека стагнира. Причините се според мене во тоа што се нема доволно слух за младинските идеи, за младинските политики. Тука на почеток ја спомната младинска канцеларија која што требаше да биде отворена во Битола, не е отворена, барем јас немам така некоја информација дека е отворена и дека функционира, што стварно е навистина жално, бидејќи сведоци сме, повторно ќе речам дека посебно во општина Битола, пошто јас сете сум професор во средно училиште, секој ден сум окружен со млади луѓе, со тинејџери и знам колкав е нивниот капацитет и какви идеи имат тие кои што се стварно феноменални, кои што можат да го сменат целиот младински живот во општината. Како главна заложба, значи прва и основна главна заложба е почнувањето моја лична, а и на нашето движење, пошто слушнав дека и Бојан нешто спомна околу тоа и Теодора Крстевска нешто спомна околу тоа, е локалниот младински совет. Значи не само локалниот младински совет декларативно да функционира, значи не само тоа да биде група на луѓе кои што ќе носат некои одлуки кои што се поврзани со младите, но сепак има доволен слух за тоа дали тие одлуки ќе бидат од корист и дали тие одлуки ќе можат функционално и ефикасно да бидат спроведени. Туку планирам како еден советник, нормално која добиам, а се надевам дека ќе добиам довербата на моите сограѓани од Битола, да го отворам тој совет за млади, значи да биде стварно отворен, да зголеми бројот на учесници во тој младински совет се со цел да почнеме да ги слушаме реалните потреби, реалните идеи кои што младите ги имат, бидејќи без функционален локален или општински младински совет, ние не можеме да ги креираме политиките кои што ќе значат подобар младински стандард, поголем младинско учество во општественото живење, посебно на локално ниво. Така да тоа е првата моја заложба, која што ќе се трудам како советник да ја имплементирам максимално, бидејќи сметам дека тоа е она основот каде што се градат младинските политики.
Исто така, значи тука сакам да спомнам еден проект кој што ете на централно ниво за Моника ни беше фронтмен, да речем, на тој проект, тој е студентскиот бесплатен студентски оброк. Проект кој што стварно го создавме, да речем, на некој начин го смисливме, на некој начин ги утврдивме и начинот на негово имплементирање и мислам дека по тој пример, значи по примерот на бесплатниот здрав студентски оброк, значи мора да ги фокусираме сите останати проекти кои што пред се треба бидат спроведени на локално ниво. Исто тука сакам да спомнам некои проекти од нашата програма во Битола, кои што проекти се директно или индиректно поврзани со младите. Тоа е Тартан патеката која што ја најавивме во градскиот парк. Значи, пошто голем дел од младите луѓе кај нас дел од своето слободно време го користат за рекреација, посебно за тоа трчање во градскиот парк, ние како идна, се надевам, локална власт, ќе направиме на Тартан патека каде што ќе можат, по примерот на Скопје, каде што ќе можат младите да се рекреираат, да речем, да потрошат квалитетно дел од своето време. Исто така тука го најавивме тоа езерце, исто така кое што ќе се наоѓа во градскиот парк, каде што ќе биде на некој начин како едно култно место каде што младите ќе можат да се собират, да се дружат, едноставно да почнеме да почнат младите меѓу себе на некој начин, на поинтерактивен начин меѓу себе да се поврзуваат и нормално да го кренат тој младински стандард, односно да го кренат тој младински живот во нашата општина. Исто тука сакам да спомнам уште еден проект кој што ни е во најава, тоа е поставување на гумена подлога во секое основно училиште. Значи тоа е исто така наша заложба, бидејќи свесни сме дека голем дел исто така од младите луѓе, релативно млади луѓе, дел од своето време сакат да искористат и го користат на некои од игралиштата, каде што спортуваат, значи играат кошарка, ракомет, фудбал, значи тоа ќе го имплементираме уште во првата година од идниот мандат, заедно нормално со нашиот градоначалник и иден градоначалник Горан Милевски. Така да тие се некои проекти кои што сакав накратко да ги спомнам како дел од нашата програма. Сметам дека се поврзани со младите луѓе и со, да речем, со нивниот младински живот. Така да исто така како последна работа која што ќе ја спомнам од моето излагање, тоа дека нашето движење стварно голема доверба му довери на младите луѓе. Значи, гледајќи листите од секоја општина, доаѓам до некој заклучок дека стварно младите луѓе имаат голема доверба во нашето движење и со самото тоа младите луѓе имаат и голема обврска, значи доколку станат, се надевам дека огромен број на млади луѓе ќе станат идни советници, сите оние заложби кои што декларативно ги спомнуваме, се надевам дека ќе успееме да ги имплементираме во целост, дека нема да постане ниту една пречка која што ќе ни застане на патот во спроведување на тие младински политики. Сметам дека секоја општина, секој кандидат за советник, ете Теодора е тука како потенцијална градоначалничка на Куманово, има свој план на кој начин ќе ги прибере прво и основно идеите од младите луѓе, а понатаму исто така ќе ги спроведе. Значи ќе најде механизам како тие идеи ќе ги спроведе. Така да тука би завршил, ќе оставам повеќе простор и време за прашања, доколку има некој да постави некое прашање, значи тука сме да ги одговориме и уште едно сакам да ја поздравам иницијативата и сметам дека ова треба да биде некоја пракса, некоја практика која што ќе ја спроведуваме, да речам, континуирано. Благодарам. Благодарам. Доколку некој од учесниците има прашања, нека притисне опцијата за со подигање на рака, за да може да го проследиме прашањето до панелистите. Читам во коментар дека има една мала забелешка да не се користи терминот инклузија, затоа што вклученост или соопфатност е македонски литературен збор кој што може младите да го користат кога станува збор за младинската активност.
Прашање има до панелистите. Како планирате да го зголемите учеството на младите во политиката, односно во ДОМ и во ЛДП, како партии кои во себе имаат хумана и либерална идеја? Да не ги оставаме младите да бидат врбувани од разни деструктивни левици и десници. Повели Теодора. Еве, јас можам да кажам, луѓе што, например, еве, млади кои што сакаат не да гласаат за левица, јас малку ги проучував, зошто да гласаат за нас. Генерално младите сакаат да слушаат некој кој што нели има добар вокабулар и некој кој што знае да збори, затоа што мислам дека на сите ни издосади да излезе некој на говорница и да слушаме како не знае реченица да свржем, морам да кажам така. Така да мислам дека доколку им покажаме на младите дека можеме и ние да направиме нешто, доколку покажеме дека сме едуцирани и дека сепак можеме да донесеме промени, така и ќе ги привлечеме младите. Втора работа исто која што ние ја предвидуваме, местата кои што се запуштени се во локална сопственост, ги отвараме за младите, организираме акции за чистење на тие места и тие ќе бидат предвидени за сите граѓани да се користат како центри за алтернативни уметности, со што ќе може да се организираат различни настани, ќе може да се цртаат графити внатре, да се одржуваат различни обуки, но и некои изложби, се со цел таквите места да не пропаѓаат, но туку директно да бидат искористени од граѓаните. Втората работа Моника спомна, исто така и ние предвидовме субвенции или како ние ги нарекуваме ваучери за млади, со што младите до 18 годишна возраст нема да плаќаат влез во ниту еден спортски надпревар, со што повеќе ќе се развива и таа спортска култура кај нив. Морам да посочам дека еве гласот на младите во Куманово вистински се слушна, затоа што скейт парк беше иницијатива на млад либерал демократ кој што ја изработи, има целосна 3D проекција, има планска документација која што е одобрена од страна на општинската администрација, со што сите други кандидати директно го вклучија нашиот скейт парк во нивните програми. Морам да кажам дека анкетата која што ја спроведовме со над 1000 испитаници, прво што кажа во Куманово е дека им недостасува скейт парк и кино во Куманово, затоа што Куманово како најголема општина нема кино, морам да потенцирам, па така ние предвидовме отварање на кино на Спомен Костурница, односно летно кино, сега се гради еден амфитеатар и во рамките на тоа амфитеатар да се постави летно кино, а за зимските денови пионерскиот дом кој што е постоечки нефункционален во Куманово, го отвораме и го правиме, му поставуваме опрема и го правиме мултифункционален и мултинаменско кино. Морам да посочам дека она што за мене е најголем предизвик е како да ги инволвирам младите, а тоа го правам преку тоа дека им покажувам дека сме поразлични од другите, преку тоа дека им кажувам дека преку различни обуки, затоа што можам да се пофалам еве дека зелените и либерал демократите се едни од најактивните на сите обуки кои што се организираат, а тоа може да се види од нас колку ствари имаме знаење позади себе и колку обуки поминато, така да мислам дека таквите проекти, обуки, вебинари и семинари придонесуваат младите повеќе да одат кај нас него во Левица. И тие млади што беа до пред некој ден во Левица, еве сега можам да кажам дека се поддржувачи на нас, затоа што ја препознаа нашата нова генерација, нашата идеја и нашата визија. Благодарам, Теодора. Бојан? Добро прашање и имам добар одговор. Демократскија, секој да се одлучи кого ќе поддржува, која политичка опција, граѓанска опција или што и да е, демократскија, и секој млад човек си има право да се одлучи во која група, дека обично сакаме по природа не да се групираме дали во спортски групи, музички групи, во училиште се групираме, во образовни групи, вака и да збориме за политиката, на која општествена група ќе припаѓа. Од моето искуство, што не е мало, рече се 11 години во областа на младите, сите анализи покажуваат, истражувања дека повеќе од 90% од младите сметаат дека не се прашани за ништо. 98% од младите сметаат дека не можат да влијаат во ниту еден сегмент, дали во локалната самоуправа, дали на, можеби веќе се и 100% што мислат дека не може да влијаат на национално ниво, на националните политики. Голем број проценти од младите сметаат дека немаат своји врсници на кои да им се обратат, дали во парламентот, дали во советите во општините, дали во институциите. Така што мислам дека оваа генерација што ја носи промената, оваа генерација на промена, затоа што вакви работи беа научна фантастика
до пред некоја година. Мислам дека го дава одговорот на прашањето. Младите не може да бидат врбувани, и тоа е важна работа. Младите не може да бидат врбувани, не се врбуваат, тешко младите се врбуваат. Тоа е многу тешко. Едноставно им се дава можност за избор. Овој пат не искочивме во една ваква голема и важна коалиција, која што заедно работи на меѓународно ниво, и во Европа е така. Во Европскиот парламент зелените и либерал-демократите да држат на огромна група на европредседници, а многу голем број од нив се млади. Така што можете да ги проверите како оди обранот навака, кој им се даде можност таму на младите луѓе, на зелените најголема гласачка поддршка, најголема гласачка група и поддршка се младите луѓе. Затоа што има млади представници во Европскиот парламент, млади представници во локалната самоуправа, млади советници, млади кандидати за градоначалници. Сега на овие избори даваме можност, и ова движење даде можност на младите луѓе, што сметам дека сега младите ќе препознаат и ќе имаат поголем опсек на опции. Да изберат либерално-демократски вредности, визија за модерни општини и одржливи, млади луѓе со искуство, млади луѓе кои се почитувани во своите општини, на кои што ќе може да им се доверат, на кои што ќе можат преку нив да им биде претежен гласот внатре во советите. Мислам дека тоа е вистинскиот одговор на прашање. Фала. Благодарам, Бојан. Повели Теодора? Јас би сакала само да ги дополнам, бидејќи апсолутно се согласувам со Теодора и со Бојан. Мислам дека еден од начините како би ги привлекле тие млади гласачи е со позитивна кампања, затоа што мислам дека тргнувам од себе. Кога биле претходни парламентарни и локални избори, тоа јадење меѓу себе и негативност и кој што направи лошо и што све е лошо, ме одвраќало. Јас сакам да слушнам што е тоа што ќе биде добро, што е тоа што можеме да го направиме. Мислам дека со таа позитивна кампања, со тоа што ќе збориме за реални проблеми и за реални решенија, така само ќе ги привлечеме младите. Ако ние сме отворени да ги сослушаме што нив им фали, што тие сакаат, и ако они имаат доверба дека ние ќе бидеме вистински нивниот глас, тогаш ќе добиеме нивната доверба и ќе ги привлечеме кон нас. Ама ако водиме цело време негативна кампања и се осврнуваме на тоа што другите не направиле и што лошо направиле, мислам дека нема да добиеме ништо позитивно. Благодарам. Прашање имаше Олгица. Сам не знам дали некако може да ја приклучите да праша или во порака ќе го постави прашањето па да го проследиме до панелистите. Мислам дека сега се слушаме, така? Да, ве слушаме, повелете. Секој пат ми е задоволство кога сум со млади луѓе, веројатно долги низ години со нив работам. Мислам дека прво би сакала едно прашање да поставам, а и ако може мало резиме на ваше сето ова излагање, да бидам реална, јас сум секој пат реална и искрена. Многу имам работено со децава на крај прашањето, проекти и знаете што забележувам. И мислам дека имаме закон за волонтерство на млади. Да, постои. Да, и дека се помалку младите сакат да се вклучуваат. Основна причина од тоа е затоа што ние реално мора да погледаме дека имаме променети млади луѓе. Работам во средно училиште. Ние овдека зборуваме за убави работи и колку се обидуваме и од МОВ и од СИ доаѓаат и постојано им велам вклучите се, професорке, ама не можеме, немаме време. Јас доаѓам од средно стручно училиште, од економско и сакам како млади да ви предочам дека толку оптовареност на нашава деца и двесменско работење, а верувајте дека 4-та година веќе многу си наоѓаат и работат. Тоа е запад и они
викам, зошто не се вклучувате? Волонтерство е убаво. Знаете ли дека секаде во свет прво ќе ве бодират и се добиват бодови? Апсолутно ми е познато како. Нашите се помалку деца. Јас сум работела проекти исклучиво сабота и недела. Може да замислите од различни краеви, од Куманово, доаѓале деца. Многу проекти со ОПСЕ, UNDP на времето. Сега за нив сабота и недела, они веќе нешто работат. Од една страна, мене ми е многу драго затоа што се свесни дека времењата се промениле. Затоа што се свесни дека они треба да допринесат у семејството. Дури ако верувате, тешко им паѓа, а и да не се лажеме. 34 часа неделно во средно школа, ние го немаме, тој е образовен систем каде што во средни училишта се потикнува волонтеризам и не мора секој да биде. Така да, јас од младите многу сум среќна и горда што Теодора е навистина млад човек кој што у многу моменти ме асоцира на мене, она со пуна енергија у младо, сега веќе годините си на поинаков начин настапувам, но морате да, вие младите, следам сите трендови, имам многу ученици по странство, вие младите треба да се фокусирате на наш образовен систем. Ние конкретно дом, јас сум го пишувала со сите истражувања и мене најмалку мислам дека образование треба да ви е во центар на вниманието и друг момент е да сакате да живеете навистина во здрава животна средина и веќе вие треба да бидете промотори за стартап и за циркуларна економија. Тоа недостасува ако сакаме навистина да направиме некои промени. И за крај само ќе кажам како вие мислите да го подигнете, реална ситуација вие кажувам, предавам на 150 деца, многу паралелки, од различна структура, да не зборувам од оние деца каде што се од порурални средини. Овие што се во градските средини, знаете кој им е прво прашање? Ке губиме ли од часови? Како да ја вратиме децата да си го сакат нашето образование и да им е убаво у школа? Еве, тоа е прашање до вас и да се ова што вие го говорите да биде потик за нив. Еве, јас некоја друга тема. Се ова убаво, али јас не можам, би секој пат сум била искрена и отворена. Еве, младиот човек од Битола, нека ми опрости, не му го запомни името. Сакам да бидеме реални, како да го поттикнеме на вистина тоа да заживее. Како прво учениците да го сакат нашето училиште. Да не го осеќат како обврска. И од тука ќе потекнат и волонтеризам, и учество, и политики, и се. Тоа е мој став. Тоа е мој став и мислам дека навистина треба, кога младите би се фокусирале на тоа, мислам дека може многу повеќе да се привлече утре, да бидеме горди, за да тие млади нам ни кажуваат на повозрастните. Што значи сериозни теми, сериозни задачи предстојат пред вас. Прво, меѓу вас да се изберете најдобар, мораме да бидеме реален, меѓу вас да се избереме, во самата партија, во самата средина, дека да го почувствуваат и некако треба да се отргне тука она дали е кој од која политика, него еве да се застане. Мислам дека Теодора на некој начин има своја приказка во која што јас ја поддржувам и еве, ние вчера се видовме, а сега слушам дека и од левица успеала да придобие, што е апсолутно добро. Иако ја морам да бидам искрена, Никола Лазаревски е мој
ученик и прекрасен е човек, ама сега е борба политичка и за секој глас се бориме. Инаку, се ова што вие кажувате, само треба да знаете дека многу тешко оди. Еве, јас се обидувам да им кажам дека стварно кај нас треба да заживее волонтеризам. Ето, толку од мене. Ви благодарам, Олгица. Да, јас се согласувам со вас. Јас не сум многу одамна, значи била дел 10 години како сум матурирала и во тој период повеќе живееше волонтерството, имаше некако повеќе оние организации каде што младите можеа да волонтират и да се вклучат и полека да интересот замира. Може би не само на локално, но и на централно ниво треба нешто да се превземе во делот на како би ги стимулирале, може би волонтерскиот стаж да се засметува во делот на работно искуство кога ќе аплицираат при работа и да како еден почеток на мотив да ги организираме. Исто се изработува и закон за средношколско организирање кој што токму има за цел да имаат тие унии на средношколци каде што младите ќе имаат некаква вклученост и волонтерски ангажман. Александар повели прв на прашањето, бидејќи прв се пријави за одговор, потоа редослед на другите. Супер, фала многу, Олгица, што се отвори оваа тема, која што тема секојдневно ја размислувам. А тоа беше клучно прашање кое што го поставивте, а тоа е како младите да засакаат своето училиште, како младите да засакаат својата професија. Пошто мислам дека и вие доаѓате од средно стручно економско училиште, значи работите, предавате во струка. Еден од начините според мене како можат младите да го зголемат својот интерес за за училиштето каде што учат е преку имплементирање на дуалното образование. Знаеме сите, тоест поголем дел се надевам од вас имате представа на кој начин функционира тоа дуално образование, каде што имаме еден сооднос помеѓу практична настава и теоретска настава, каде што тој сооднос према годините се менува. И мислам дека секојаш учениците, посебно учениците од прва година, бидејќи тие првпат се запознаваат со новото училиште, мислам дека тој пристап, тој начин на работа ќе му биде многу интересен и максимално ќе се вложат преку тој начин на работа да го постигнат она за кое што се стремат во животот да бидат. Кратко само ќе го објаснам концептот на дуално образование. Значи, дуално образование вие на некој начин соработка помеѓу училиштата од една страна и компаниите од друга страна, каде што секоја компанија подпишува договор со училиштето дека дел од учениците или нормално поголем дел од нив или сите ученици ќе обавуваат пракса во таа компанија и тоа што спомнав со односот на праксите и теоријата, односно времето на учениците е поминато во реална компанија и во училиште се менува спрема годините, така да почнува од прва година почнуваат учениците да одат на пракса многу помал процент, например 20% од вкупниот неделен фонд на часови и со таа тенденција фактички со текот на годините се менува, значи се зголемува тој процент на присуство на учениците во пракси која ќе дојде четврта година, значи која ќе стигне четврта година, фактички учениците ќе имаат стекнати сите вештини, целото знаење кое што директно можат да го искористат кај компанијата каде што обавувале пракси. Ова е вин-вин ситуација и за учениците, и за училиштето, и за компаниите, бидејќи од една страна училиштата ќе продуцираат стварно квалитетни кадри кои што ќе можат да се снајдат во својата струка, од друга страна компаниите ќе добијат вработени кои што ќе знаат работа, ќе бидат ефикасни и ефективни и на некој начин ќе можат да ја зголемат и продуктивност на самата работа. Па затоа сметам дека тој пристап кој што во Германија веќе е стварно совршено имплементиран, сметам дека можеме, имаме сили, имаме ресурси да го имплементираме во нашиот образовен систем и на тој начин фактички да го подобриме целокупното
целокупниот образовен процес и конечно децата да почнат да се осакаат училиштето и да идат со желба во училиште, односно на секој наставен час. И уште една работа тука ќе потенцирам, пошто ете нека се отвори таа тема за образование. Исто така треба да се адаптираат и содржините, наставните содржини спрема динамиката на промени во светот, така да поголем дел од наставните содржини треба бидат концепирани на принципот на истражување и размислување. Тоа значи дека учениците не да учат на памет на бројување, дефиниции, туку едноставно да се посветат кон таа истражувачка дејност, тој истражувачки дел, каде што преку личен пример, преку лично на некој начин стекнато знаење ќе увидат суштината на предметот кој што го учат. Така да тие се некои реформи кои што ете како релативно млад професор сметам дека се добри и дека се применливи во нашиот образовен систем и баш е тоа кој што спомнав одговорот на вашето прашање како ќе ги натерам учениците или преку кои работи учениците ќе се засакаат своето образование, тоест своето училиште, биејќи без добро образование фактички не можеме да креираме и да градиме функционална држава. Така да образованието е темелот на се она што представува еден вид на општествено живење. Ви благодарам. Благодарам, Александар. Теодора Крставска, па Бојан, па Теодора Димитровска. Благодарам, Моника. Вака сега, љубовта према училиштето, мислам дека пред се потекнува од дом. Мислам дека на младите, пред се на децата, уште пред да тргнат во училиште, таа желба за книга и за учење треба да им се всади од дом. Моментот кога ќе тргнат по школа, да тргнат со љубов, да им биде интересно. Сега тука имаме друг проблем. Проблемот со професорите. Јас, например, основно завршив во партење во Кисела Вода, имав еден стар кадар на професори што беа вистински добри учители кои што уште повеќе ми ја зајакнаа љубовта према школата. Проблемот беше кога дојдов во Корчаги. Во Корчаги имаше одлични професори, но имаше и професори кои што се занимаваа со политика. И на било каков начин не дискриминираа. Имаше, се сеќавам, еве ова лична ситуација во трета година, тоа беше некаде 2011, кога искочи проектот Скопје 2014. Јас тогаш имав 17 години и од правниот факултет беше организирано по средни школи ораторска вечер. И доаѓа од клуб на оратори, не обучува и ние требаше да држиме говори. И јас тогаш политички буквално никако не инволвирана во ништо, се уклучив во таа секција за говорење и напишав еден говор посветен на тоа како не сакам да го видам Скопје упропастено и како сум тотално против целиот тој проект. Заврши ораторската вечер, ние сите си државме говори, све супер и утре дента почнаа да ме викаат комуњарка. Зошто комуњарка? Затоа што не сум го оддржала проектот Скопје 2014 и одма по дефолт јас сум комуњарка. И тоа беше окей. Ја искрено тогаш не знаев што значи тој збор. После ископав, видов, окей, нема врска. Односот на професорите кои што беа од другата страна од ВМРО се смени према мене. Ако ви се верува, биологија ми беше еден од најомилените предмети. Највеќе го учев, највеќе го сакав. Професорката која што тогаш беше јавно декларирана како член на ВМРО, ми ја намали оценката од никакви причини. Во исто време, кога фаворизираше девојче, чија што мајка беше на една јавна функција во тој период, која што, иако не беше толку премна по предметот, имаше висока оценка. И тука мене ми се створи револт. Ми се створи револт према предметот, према професорката, према школата, према све. Затоа што сум кажала свој став, никако политички не измешана како средношколец, како дете, мене некој ме осуди, ме дискриминираше. Значи, треба малце да се смени пристапот на професорите према децата. Сега, што се однесува до волонтирањето,
Мислам дека тука е многу важно да се развие чувството на емпатија. Кога би се правеле некои секции хуманитарни, кога би се собирале група на деца, долат да помагаат или да волонтираат, не знам, во центар за рехабилитација или во, не знам, некои центри за деца со посебни потреби, клиника за онкологија, тогаш кога ќе им се створи тоа чувство на емпатија, дека треба некому да помогнат, дека треба некако можат некому да помогнат, тогаш самите деца во иднина, од основно до средно, па и понатака на факултет, мислам дека самите ќе искачат со идеи и со проекти како да волонтираат. Колку имам јас да кажам, благодарам. Благодарам, Теодора. Ве молам само заради интерес на времето во одговорите да бидете концизни, точно straight to the point. Бојан следен, Теодора после Бојан. Да, ќе бидам многу брз одговор. Четири работи само многу брзо ќе кажам. Општествена одговорност е една многу важна работа што треба да се вгради во самите училишта и во програмите на училиштата. Програмите на општествена одговорност постојат веќе во модерните земји, каде што преку тоа се развија проблематиката и се работи на проблематиката за граѓанско образование, кај што во нашиот предмет граѓанско образование се учат тотално погрешни работи, се цркнуваат сите оние работи што би требало да ги работат децата во училиштата. Кариерно насочување, научна фантастика кај нас постои секаде во светот. Тоа се луѓе кои што работат и го следат напредокот на учениците, кои што ги насочуваат понатаму според нивните афинитети во некои области. Неформалното образование е исто толку важно колку формалното, е една многу важна работа која што нас се уште запоставена. И на крај кажам четврто, модерно образование ни треба. Модерно образование не е компјутер за секој дете. Модерно образование е следење на светските трендови во областа на образованието. Само да посочам, нашето министерство се вика Министерство за образование и наука, каде што во делот за наука се вложува ништо, каде што нашите не знам дали имаме научни центри, научните центри уште работат и оние малде лаборатории за некои работи што ги имаме, работат со опрема од поранешна Југославија, и каде што во последните многу години во ставките буџет има во делот за наука, кој што таа ставка во ребалансите се предвидува за нешто друго. Фала. Само да се извинам, јас ќе морам да се исклучам сега, бидејќи го подготвуваме настанот за вечер во Ѓорче. Фала ви на сите. Благодарам, Бојан. Повели, Теодора. И јас ќе бидам кратка. Со Олгица на овие теми многу разговаравме. Прво што сакам да напоменаме дека за едносменско работење очекуваме од Валентина и од Олгица како идни советници во Советот на општина Куманово да издействуваат за да може во Куманово најпрво да се направи стратегија за образование, дали навистина нашите основни и средни училишта имаат капацитет да ги соберат сите ученици и да може да профункционира тој концепт на едносменско работење, затоа што знаеме колку е тешко до 7:30 навечер да седиш на училиште и дека паѓа концентрацијата, но најпрво мислам дека треба да се изработи една студија за тоа дали нашите училишта имаат вистински капацитети. Спомнавте исто така за стартапи, за циркуларна економија во која треба да бидат вклучени младите. Нашата програма може да кажеме имаме вклучено како да ја подобриме циркуларната, односно како да го дигнеме на ниво циркуларната економија, па со тоа предвидуваме исто и ваучери за реновирање на стари куќи кои што се наоѓаат во селските подрачја, односно развој на селското стопанство, се со цел привлекување на IT номади. IT номади се луѓе кои патуваат и кои работат преку своји компјутери, кои што ќе бидат сместени во селските подрачја на Куманово, кои што куќите ќе бидат реновирани од страна на општината. Исто така предвидуваме и фармерски зони во рамките на мини фарми кои што постојат низ повеќе подрачја на Куманово, ќе бидат сместени на една парцела и на таа парцела тие ќе преку отпадоците и преку природното ѓубриво кое што се создава ќе може да се произведува електрична енергија. Ова нашиот стручен тим кој што е по оваа тема ни укажа на тоа како може да се произведе електрична енергија од природни ѓубрива и природни отпадоци, така да циркуларната економија е значена и мислам дека младите треба да зборуваат за сите теми, а не само за младински теми. И јас морам да се согласам со теа дека едукација на професорите е исто така значена и тоа што во Куманово сите професори од основни и од средни училишта се наоѓаат на листа на некоја политичка партија како понуда е навистина проблем и децата се навистина поделени, но има уште еден поголем проблем. Албанската гимназија во Куманово, односно децата учат во канцеларии кои што се предвидени за
за работење во тие канцеларии, значи условите се катастрофални. Најпрво треба како идни советници да иницирате да се најде вистинско решение за учениците кои што се нели од таа гимназија, да се дислоцира местото на гимназијата, а потоа да зборуваме за некои по високи цели. Благодарам, Тодора. Прашање имаше Маја. Ако може Маја да вклучите. Ало, здраво. Здраво. Дали се слушаме? Да, повелете. Вака, поздрав од мене до сите идни кандидати. Многу ми е мило што се одржува ваква иницијатива за млади и би требало во иднина повеќе вакви иницијативи да се одржуваат. И сега вака јас имам прашање до идните кандидати. Дали имаат план или па проекти за во училиштата? Како би се вклучиле во училиштата? Сега не знам дали директно или индиректно. Или тоа дали, например, ќе спроведат некои проекти, кампањи за тоа како до чиста зелена животна средина, до поголема свесност кај децата, нели, да одржуваат хигиена во нивното општество. Значи, околу тоа прашање. Како би се вклучиле во училиштата, на кој начин? Ви благодарам. Мони, unmute. Да. Значи, прашањето е како би се вклучиле учениците во подигање на свеста за животната средина и во тие процеси на обновување на зеленило и слично, колку што разбрав. Тодора прва крина рака, повели. А вака, јас тоа го зборам и на дебатите, дека најпрво зеленото треба да биде во нас и ние треба да се однесуваме како совесни граѓани, а не само во нашата држава или во нашиот град да фрламе отпадоци на секаде, кога ќе отидеме во странство, таму да се однесуваме согласно прописите. Јас можам само да кажам ние што предвидовме во нашата програма, како повторно зеленото да се дигне на пиетестал, а сепак градот да не биде урбан, така да предвидуваме околу сите училишта поставување на зелени огради, односно зелен зид, ние тоа го нарекуваме, се со цел децата да можат да дишат свеж воздух, а не да дишат воздух кој што доаѓа само од автомобилите. Исто така предвидуваме и еве на точаци на велосипеди, на тротинети, не знам Моника Сокол дали збори со мене, нема врска, на точаци и на тротинети се со цел помала нели подигање на свеста дека најпрво е потребно нели да се велосипедот значајно превозно средство да биде, а не само автомобилите. Мора децата да ги научиме на некои покорисни навики за да можат и самите тие да создаваат свои навики. Одлична иницијатива која што предвидовме и кампања во рамките на сами училишта, како ќе можат самите да одржуваат хигиена, како можат самите да засадат нешто, но сепак таквите програми треба да бидат имплементирани, односно вклучени од самите училишта кои донесуваат своји нели внатрешни акти, се со цел да може да се спроведе нашата генерална иницијатива. Благодарам, Тодора. Другата Тодора повели. Благодарам, Моника. Мислам дека најлесно зелените политики, некако политики, него како начин на живот би се вклучиле преку разни секции во училиштата. Децата да бидат информирани што е тоа зелено, зошто треба да дишеме чист воздух, што е рециклирање, како се рециклира, што е циркуларна економија. И некои едукативни, интерактивни, забавни начини, уште од најмала возраст, децата да се учат на тоа што е здрава животна средина. Кога од најмала возраст, од прво оделение, децата ќе бидат задоени со таа зелена идеја, дека тоа е повеќе од политика или од, не знам, партиска припадност, него е едноставно начин на живот, затоа што сите го дишеме истиот воздух, сите треба да живееме во чиста околина, сите треба отпадоците во канта да ги фрламе. Ако децата од мали нозе се научат дека тие некои правила треба да ги почитуваат, тогаш понатака тие секции и акции само би се надоградувале, би се создала една генерација на самосвесни луѓе кои што
нема да им треба некој да им рече денес е ден на дрво, оди посади дрво, туку секогаш кога ќе имаат прилика ќе си посадат дрво во двор. Нема никој да треба да им рече еве ти вендинг машина, рециклирај го шишево и ќе добиеш 2 денари поврат. Не, тука едноставно ќе знаат дека пластиката треба да се рециклира, дека стаклото треба да се фрли во посебен контейнер, дека картонот иде на друга страна, ама тоа ќе им биде вродено. Нема да биде наметнато, туку ќе бидат само свесни и самите ќе знаат што да прават. Со самото тоа ќе бидат пример за околината, ќе бидат пример за своите соученици или врсници и така полека како не знам, една лавина ќе се направи позитивна промена кон зелената идеологија. Благодарам Теодора. Александар, повели. Вака, значи, согласам со се она што го кажа Теодора. И јас мислам и сметам дека едукацијата е најважна за да се зголеми таа екосвест кај ученици, бидејќи можам да кажам од личен пример, од лично искуство, дека младите ученици се многу малку едуцирани за тоа што представува екологијата и колку е таа битна. Како што спомна Теодора, тоа е изводливо, значи, според мен секој училиште треба да има направено свој годишен план на активности кои што ќе бидат поврзани со екологијата. Значи, тој годишен план на активности во себе не треба да содржи само активности кои што се теренски, туку пред се сметам дека во тој годишен план на активности треба да бидат вклучени прво и основно едукативни содржини, бидејќи без добра едукација на учениците за тоа што представува здрава животна средина и колку е таа битна, ниту еден проект подоцна нема да биде спроведлив. Така да со креирањето на тој годишен план на екоактивности, јас го нареков, секој училиште ќе се знае по таа програма дека треба да работи, ќе знае во кој период, кои активности ќе треба да ги вклучи. Пред се тука мислам и за подпишување на меморандуми за соработка со одредени екоздруженија во секоја општина. Значи, сигурен сум дека секоја општина си има свое екоздружение, некако невладини организации. Сметам дека тој меморандум кој што треба биде подпишан помеѓу училиштата од една страна и тие невладини еколошки здруженија од друга страна, сметам дека ќе представува стварно еден голем придонес кон имплементирање на целата таа стратегија се со цел да се зголеми свесност на младите за тоа колку е битна здравата животна средина. Нормално тоа треба да го направи секој училиште интерно, па подоцна општината да даде согласност дека тие активности можат да се применат и нормално да помогне онаму каде што треба во реализацијата на тие активности. Благодарам, Александар. Јас се надевам дека секој од вас тука ќе биде личен пример за најмалите и дека секој од вас ги употребува оние еколошки торби, ќе пие од стаклено шиша за вода или од хартиена чаша, но и би ве замолила како идни лица представници во советите или на општината да направите повеќе пристапни места за селекција на отпадот, затоа што граѓаните не само што се соочуваат со делот на неопходна едукација како да рециклираат отпад, туку и оние кои што знаат како да го рециклираат, едноставно немаат места, затоа што има 5 места во градот каде може да рециклирате отпад и сега не може ние гиброто да го полниме што секој во автомобилите за да одиме стрикно на тоа место. И најчесто луѓето фрлаат во оние контейнери кои што им се најблиску во малото, или пак има и такви кои што затоа што им е далеку контейнерот ги оставаат во она мала канта пред влез го оставаат гиброто, камоли да го селектираат. Покрај програмите за едукација, личниот пример, но и пристапност и достапноста на ваквите места. Дали имаме си уште прашања? Сметате ли дека во средното образование треба да се воведе задолжителен предмет култура на здраво живење со модули во повеќе области? Би ве замолила само конкретно на прашањето. Дали сметате дека треба да се воведе во средно образование предмет култура на здраво живење? Александар, повели.
Па да, дефинитивно да, бидејќи, како што реков, не е доволно само ние да направиме некој план на активности кои што треба да ги спроведеме, туку баш она што спомнав и Теодора Крстевска спомна тоа, дека едукацијата е најважна. Значи, ние кои ќе имаме посебен таков предмет, значи, ќе се работи систематски, ќе се работи тематски на проблематиката и младите на некој начин средношколците ќе имаат еден широк спектар на информации кои што ќе ги доведат до заклучок колку е битна самата животна средина. Значи, едно е активноста, едно е таа некоја краткорочна едукација, бидејќи вие кога ќе организирате настан со некое екоздружение, вие фактички ќе организирате тој еднаш 2 пати месецот, да речем, или еднаш месечно. Од друга страна пак секојдневно доколку младите учат, се поттикнуваат да размислуваат во таа насока да заштитуваат животна средина, мислам дека фидбекот кој што ќе биде добиен ќе биде стварно голем и сметам дека на тој начин младите ќе зголемат таа нивна свест дека е стварно битна таа животна средина. И тука не треба да има никакви поделби, значи во сите средни училишта без разлика дали се работи за средно стручно образование или гимназиско образование, значи без исклучок во секој училиште треба да има еден таков предмет со едно добро смислена концепција, поделена во повеќе модули и да биде нормално реализирана од професори кои што стварно имаат знаење во таа област и кои што можат на некој начин да му применат тоа знаење, односно да го споделат тоа знаење со сите ученици. Благодарам. Благодарам. Теодора Крстевска. Благодарам. Дефинитивно сметам дека треба да се воведе таков предмет, не само во средно, мислам дека средно е доцна веќе, бидејќи на 14-15 години колку толку карактерот на децата е оформен. Мислам дека треба да се воведе уште од прво оделение, уште од тие предучилишни возрасти на некој, не знам, по пластичен, по детски, по сликовит начин, да им се објаснат основите, потоа нели како растат оделенијата од прво до девето и потоа во средно, сето тоа да биде на едно повисоко ниво, за на крај, не знам, пред матурирање младите луѓе да имаат една слика за тоа што значи култура на здраво живење, што значи екологија и колку е важна животната средина. Ќе ги имаат некои тие основни знаења кои што ќе им бидат и предзнаење на нив, што ќе треба да ги пренесат во иднина на своите деца, но и ќе им се најдат при секојдневниот живот. Благодарам. Теодора Димитровска. Аз се согласувам дека треба да се воведе таков предмет и дури од основно образование, не директно во средно. Се согласувам со панелистите. Јас би ви дала една препорака кога ќе влизате во советите, не само во бидејќи и градинките нели има дел надлежност локалната самоуправа, да се воведе некој програм каде што нели сите градинки имаат дворови, па можеби со помош на малите да ги учиме како да го обновуваат зеленилото во тие дворови, може да има некоја акција на садење кај што децата ќе бидат директно вклучени, на тој начин ќе ги едуцираме и за животната средина, но и нели што значи истото да ја одржуваат и зачувуваат и обновуваат. Јас ви благодарам. Знам дека сите имате последна недела од изборната кампања, сите имате активности на терен. Тука ќе завршиме денешната трибина, а се надевам дека после изборите ќе имаме можности за уште повеќе теми да разговараме. Видов дека циркуларната економија потекна доста внимание, па може да направиме некоја посебна трибина каде што ќе ги разговараме на овие аспекти и можности како од локално, така и од централно ниво. На сите ви посакувам успех и верувам дека вие ќе бидете советниците и градоначалниците кои што ќе ги започнат промените и кои што ќе бидат мотив за многу млади луѓе во државата. Ви благодарам на сите. Благодариме за поканата и за можноста и ве покануваме утре во 20 часот во Куманово да дојдете на нашата граѓанска трибина. Ве очекуваме сите. И Александар од Битола што ме гледа толку сериозно и за битолчани оваа покана. Благодарам. Убав ден да имате. Чао, чао.